Еве, драги гледачи, добар ден, добро вечер. Гледате и дресовите акордингли ги наместивме според финалето. Далас, Бостон. 20 разлика прва утакмица, 18 на крај. Победа на Бостон. Блоуаут, да речеме, неочекувано малце. Има доста време одмор две екипи. Ја мислев дека тоа многу добро ќе му дое пред се на Лука. А синоќ ја допишувавме, баш ти пишав дека овој се кега климаво иде по терен, па нешто го мачеше, беше климав, си ги даја кошеите. Многу интересен од утакмица на утакмица, едната се тетерави, на другата е супер свеж, супер брз. Али многу тешки коши, пример. Ете, тоа беше story of the game, беше дека ништо лесно не им дадоа, не им дозволија Бостон на Далас, дека пред се ја победи утакмицава ради одбрана. Дадоа и тројки, погодија и све, да речам, прва четвртина, поготово Кристапс Порзингис. Не очекував од него вакво нешто. Он како нема играно подалеку од прва рунда до сега у плейофот. 35-6 дена нема играно, 33 дена. Даде, али у кариерата нема излезено од прва рунда плейоф, тоа сега да речем. Аха. Да, ова му е прва утакмица после прва рунда плейоф. Пошто нели повреден беше со Мајами, се повреди и ги скокна и втора и трета и директно игра финале. И ја знаеме нивната, да речам, историја со Лука. И освен Лука не можеше никој друг да осопре вчера. Да бе, убаво му се држеше. Виде? Да, ова може да биде аджастмент за наредна утакмица. Ама па ако го чува Лука него, па не знам, Тейтум и вакво, пошто Лука примери на Тейтум добро му играше на неколку наврати. Играше, ама многу си истроши. Ја прва четвртина го приметив побара измена. Значи да побараш сам измена у прва четвртина, треба ептен да си кап. А од друга страна, на пример, Джейлен Браун феноменална одбрана. На Лука го фати од негова половина, што се вика, на два пати му ја зема од раце, на пренесување на топка. Да. Агресивен и ништо не му одзема, на пример, таа агресивност у одбрана ништо не му одзема од нападот на него. И он со 20 кусур поени, Джейлен Браун man of the match, според мене. Глеј, моje гледиште, мој асесмент. Ти кога ќе видиш Лука во ниедна серија нема он лесни кошеви. Одбраната стално е на него фокусирана, да не му беше со Лудорт полесно на него. Ти текнува, апсолутно не. Ама Бостон каде одигра многу јако, одбрамбено, беше тоа што немаше превземања, немаше удвајање на Лука. Се играше човек. Може да имаше некое превземање, ама удвајање ниедно. Свичови, да, и Хорфорд остануваше на него. Тоа што ги повредија они Минесота многу, со тоа што викам ја Лајвли на краток рол, ќе дојдат двајца на Лука, Лука му ја спушта на Лајвли и Лајвли оперира од тој краток рол, од слободни негде, решава дали ќе ја заврши на кош, дали ќе у корнер, дали ќе иде пас или лоп можда. Немаше ниедна таква ситуација. Зашто? Затоа што Бостон вика не ставаме двајца на Лука. Па нема потреба, сите пет души, сите пет души можат да завршат добра работа, сите се големи. Да. И Джру може да заврши солидна работа и ја дури на моменти Сем Хаузер го видов му шпартна една топка и остана на 2-3 пати пред Лука. На помош беше, сасвим успешно, на пример. Значи, ми кидна, мислата ми кидна. Мазула беше окей со таа математика да или он ќе зима степбекови и тројки од блокот. Што на крај он си ги погоди и мислам стигна до поените негови. Ама да не повреди со неговите пасови. Да. Пасови Лука немаше лобови, не знам на крај колку заврши асистенција. Немаше асистенција. Па тоа е уствари најакиот факт, најчудоневидливиот факт на оваа утакмица е што Далас има тотал 9 асистенции, дечко. Да. А Бостон има 9 банани. Ете, тоа е работата. Значи, екипа има исто банани колку вие што имаат асистенции, замисли. А Бостон од друга страна, sharing the ball, Тейтум што викаш, може да немаше поентерска ноќ, ама знаеше која да додаде. И пример Бостон има 23 асистенции на утакмицата, што Тейтум според мене изигра доста солидна утакмица, некој што не ја гледал или што гледал хајлајци ќе каже дека лошо, не превзема. По статистиката ќе кажеш дека по статистиката. Меѓутоа сега ставивме ние на видео на хитчек, кажувам, играше да нападне. Значи да нападне, да навлече на него луѓе. Да.
И на преносот цело време збореа тоа, дека не гледа толку за себе, гледа генерално да победат. И тоа само ESPN ги занима. Дојдено памет. Кој ќе земе MVP? Шо ако земе Джейлен Браун на ESPN пред некој ден? И ја мислам уште дека на Тейтум му е битно, пример, да земе MVP. Брат, И само тоа може да ги подјебе малце у серија, онака. Не знам. Ако влезе егото у игра и да почне он па нешто да... Па ја баш мислам покажува вака дека не му е битно. Не знам. Добро, немаше исфорсирани шутеви. Една работа тоа, друга работа, присуството на Порзингис под кош како рим протектор беше лудница. Да. Клучно беше. Три банани у прва четвртина, нешто. Бананите сами по себе окей, ама оние контести, знаеш, ке крене рака, па мора да ја вртиш некако, да ја фрлиш бе, без и со везе. цел памет Джейлен Грин отиде, не бе Джейлен Грин, Джош Грин, као Джош сика. Грин. Отиде у контра преку пола метар поисок човек да куца будал. Тоа беше исто клучно. Ама Дерик Джонс испи највише банани. Немаме таква статистика, ама Дерик Джонс испи едно 4-5 банани минимум. Абе добро, види. И таман си викам, сега е сам, сега ќе ја закуца Гагао, Браун од негде. Исто за Браун, многу јака статистика. После Тим Данкан, прв играч у финале, што има 3 банани и 3 украдени на некоја утакмица. Интересно, браво. Да, Браун исто и он дојде да нападне, ама он дојде да нападне за кош. И се виде го направи притисок врз одбраната. Добар, тоа беше у финишингот, супер финиш имаш. И многу јаки потези, куцањето беше феноменално. И сега ако сум Далас ја, тоа што ме плаши мене, еве, првата утакмица, Тейтум млако, поентерски, они тепаат 20 разлика. Ама целокупна, види, имаш 22 од Браун, 20 Порзингис, 16 Тейтум, 15 Дерек Вајт. Сите изигра. Ради ова јас бев толку хај на Бостон да си почистат истоки по секоја цена да влезат. Абе гледа, ако играат вака несебично и одбраната, мислам дека ќе се реплицира у секоја утакмица. Брат, не знам зашто не би се реплицирала одбраната, одбрана си одбрана. Тоа е клучот, одбраната, иначе несебично. Окей игра. А и пример да речеш дека шутирале многу јако на оваа утакмица, не е тоа случај. Примерно има 38% за тројка као целокупна екипа на утакмицава, што не е да речеш им фати шутот, све им влезе, као на Мајами што знае 50% да им фати шутот нели на некоја утакмица, и да речеш дека тоа е единствената причина што тепале. Ама тоа има математиката на нив. Они сакаат да шутнат многу тројки за и да погодат нешто изнад просек. Највеќе шутираат или со Индијана се тука негде? Не, највеќе шутираат тројки убедливо. Во тек на сезона, да. Убедливо, скоро 40 тројки по утакмица шутираат на 37%, а сега шутна 42 тројки на 38%. Да, што викаш, тоа играта и тоа сакаат да го продолжат да оправат, да. И сега рачунај ти, ако све иде... Мавс беа очајни за 3. Да, Мавс беа 25% за тројка и морам да кажам тука дека како надежно нешто за нив, дека промашија доста отворени. Да, поготово Кајри. Кајри промаши, Лука знам една сам промаши. Да. Сега не знам, пак ќе кажам математикава, ако оди вака Бостон да си продолжат со исто темпо, Далас ќе треба да појачат тројка да речеме или да ги лимитира Бостон неколку утакмици стварно поставо да шутираат. Мазула, ја ти кажав, Мазула сака, имаше пресконференција кај што кажуваат да е до мене по 50 пати, по 50 тројки да шутира. Да, математика. Да, и сега не на сите им се свиѓа тоа и не треба да им се свиѓа тоа, пошто екипата има многу добра all around за они да се потпрат на тројки. Ама гледаш у втора четвртина, пример, почна и мидренџови, почна и да напаѓаат кош, значи они кога ќе застанат сите пет од околу и им се отвара многу простор и кога ќе влезат првите шутеви, после тоа мора вие да им излагаат на сите, пошто Маверикс немаат, мислам дека 5 души што може да бранат периметар. Па немаат, затоа клучен фактор беше Порзингис многу влече на тројка. Да. И Хорфорд влече. Стречер и Хорфорд исто сега апсолутно не игра он доле. Хорфорд игра стреч петка цело време стои у корнер. Да. Значи он само тоа му е задачата во напад. Оваа сезона цела можам да кажам. И ете, кога имаш двајца од големите што ги стречаат големиве на Далас, тој рим протекшн на кој они се тапшаа по рамо цел плейоф го нема. Го нема.
И автоматски мора сега да иде- Гафорд не можеше да игра. Гафорд на клупа колку рече ти дека играл? 14 минути. 14 А и минути. Лајвли играше малце затоа што у 3 минути направи 4 фаула. Влезе и он у фаул трабл, ама Да. тоа е И он која... игра 5-16 минути и изигра тотал. Да. И дали Порзингис ќе шутира на секоја утакмица вака? Не. Ама на секоја утакмица ќе 8 од биде 13 мислам дека беше сега. на секоја утакмица ќе биде трет, ќе биде како се вика тоа, закана. Да. И ќе видиме Далас каков аджастмент Аби ќе он е направи, пошто хитчак ова е... играч, ако му Е. фати, Да. продолжува да ги пали. Ако Да. иначе не е дека он 8 од нешто 13. многу ефикасен тројкаш, например. Далеко од тоа. Е ефикасен. Сезонава? Па ја колку што Он ниски знам, 30 мислам дека шутира низ крос кариера онака. Еве ја ќе ти кажам ти Дурбараш, ја ќе им кажам на гледачите дека еве за вторава утакмица као надеж као за нас за Маверикс фанови и за сите што не гледаат, дека во овој плейоф Далас ги тепаат сите гейм 2 до сега. Значи во прва рунда со Клиперс ја зеле втората утакмица Да. и против Оклахома ја зеле втората утакмица и сега Они против генерално ги губеа првите, ама со Минесота ја добија Да, првата, да. а ја добија и втората, така да... да. Добро, оваа сезона Порзингис тројки 37,5% и последниве години Подобар е оваа сезона. лани 38,5%, така да закана е, тоа сакам да кажам, закана е. И не секојаш ќе шутира вака, ама ете, на оваа утакмица Тейтум лакот кај не можам да гарантирам дека Да на бе, наредната нема нема од 33 кај ќе да да, апсолутно. комплетна екипа. Ама добро и Кајри многу лоша утакмица, он шутираше со 30% од поле, 0-6 за тројка беше, само 12 колку поени или 14 таму. Така да веројатно и Кајри ќе Друга се работа што подозбили. исто им идеше во прилог на Бостон во одбрана, особено во пикен ролите со Кајри. Убаво се понаша у смисла бекот, обично Джру беше тоа, Да. го насочува накај Накај Хорфорд. Хорфорд. Да, и Хорфорд тука е убаво се движи за тие 2-3 секунди да кажам кога Кајри ќе го направи потегот, Хорфорд до толку може да остане со него. Се прави гужва, Да го фати со еден потек таму на бейслайн, му Да. помина, му избега. На колку малце простор му кидна човекот е. да, ама Али тоа генерално беше редок случај. генерално се држеше. И една ствар е тоа што така се направени мечапите да Тейтум е во таа ситуација на како да Help кажам, defender. на help defender. Не Роумер го чува викаат никој они, битен, така не чува никој битен. Да, движи само низ Да. И имаше доста добри и он контести и ситуации кај што ќе влезе од страна и ќе помогне и ќе И па тоа сакам да кажам, Джру ќе го насочи на кај Кајри на кај Хорфорд, се ствара како мини 2 на 1, ама Абе. бидејќи Тейтум е толку дугачок, не може Кајри да фрли некој друг пас. Па имаше брат многу наврати на леап атемпт на Далас по тројца играчи со рацете Да. од Бостон, баш онака загушувачка одбрана. Да. И ете, нели ние зборевме уште претходно или прва или втора најдобра одбрана во Да бе, да, лигата. втора беа. Тука беа 1-2 со Минесота Со цела сезона. Минесота, да. И мечапите им беа по-окей, би рекол, со Минесота Тоа го зборев. за Далас, ама Тоа го зборев. еве, тука На тука Минесота се за гледа. Бостон. Да. А да, ако беше тоа финале, Минесота Бостон ќе беа многу Мислиме дека поише ќе се држа Минесота поизедначени ќе беа. Во мечапите. И мечап по мечап, кога ги гледаш позиција по По позиција, позиција некако по позиција. така, секој си има кој да чува. Слични, да. Да. И покрај све тоа, Далас се врати. Да. Од 29 се врати на 8 разлика. Многу ми се свига кај нив како ја гледав утакмицата. Знаеш, цело време беа позитивни. Кајри на секо, ајде да пукне, добро е, ајде ќе биде вака, ќе биде вака и ја спуштаат, и на 29 ги бодреше. Да. Али пример видов дека многу брза у напад едно време, еден период, дали ги фати паника тогаш кога ги блицна, кога им го направи ран од Бостон и Далас многу брза. Многу беше тоа у први 10 секунди од напад и немаше пасови, што ете се гледа у бокскорот дека нема асистенции, многу се брзаше у напад. Онака Джейден Харди отиде на некои 2-3 улази сам у полу контра, онака преку
високиве да завршува као Да. Клупата на Далас моментално Тенка, некако ми е тенка. поклимава. Бостон точно си знаат кој ќе игра, кој сака да игра. Знаеш, влага Хаузер, влага Причард. нема они нешто. Хаузер си ги погоди, мислам 3 од 3 дека беше Хаузер. Хаузер, 3 Да, од 4, 2 од 2 3 од 4. тројки, да. И таа е, како да кажам, Дај Порзингис од влага од клупа влезе сега, да. Хаузер и Ради Причард. што беше пореден. А ваму сега го пуштија из очаја Хардавеј, Да, бе, влезе него виде кошо да ти шутна два Джош пати. Хрин и Харди многу лошо се снајде. Харди на крај ќе видиш у бокскор 13 поена, ама он 11 у четврта четвртина му се. Да. Кога не се Па важиш. нема врска, да. И Клиба. Клиба јас според мене ќе мора да игра Клиба, и покрај ќе тоа што мора, на ама оваа утакмица Климаво игра да. плюс минусот му е минус 15. М. Ама мора да игра заради таа мобилност одбрамбено според мене што ќе мора да излага према Да, стречерија. према овие двајца што шутираат тројки. И све у свему кажано, тешко, вака изгледа климаво Тешка прва серија за Далас ќе биде. Прва ова. утакмица Како и изгледа да е, климаво. да, и пример и да има Кајри добра утакмици, да им тргне и на ролплеерите, Пиџе Вашингтон беше солиден. Али пак онака треба маестрално да изиграат сите, треба баш сите коцки да им се погодат за да Пиџе добијат Вашингтон кога ќе утакмица. видиш поентерски изгледа добро 14 поена на 5 од 11, окей, ама некако ми немаше и он во одбрана ми немаше некои стопови да кажам да го видам. Абе ништо во немаше одбрана. у одбрана затоа што Да. пример Џру Холидеј на неколку пати го пикнал кош него. Бекдаун Џру Холидеј му направи на Пиџе Вашингтон 2 пати. Многу underrated strength. Леле колку е јака и Снага на камен. Џру Холидеј многу Камен. underrated, да. Ступ, што викаат. Да. И не знам, за да биде ефективен Гафорд оваа серија, види, adjustments. Adjustment што може да ги направи Джей Кит. Джей Кит. Ја би тргнал за Кајри, би го повлекол она да се залета и би играл Тајрис Мекси игра. Тајрис Мекси игра, што се вика со рогови, со блока од двете страни. На неколку пати убаво го фати така Џру, Кајри го фати Џру на неколку пати од трк у трк, така. Пошто иначе, ако му ја даеш на тројка и овој му е залепен Да. со тело, Да. тешко му идеш. И губеше топки Кајри, ќе му мавне од нога, ќе Да. ја изгуби. Многу лош пас еден фрли таму, се чудевме сите што се деси. Али неколку пати у трк, која ќе има топката уште пред пола, залетан и го помина, имаше флоутерче едно. Да. Така да, добра ти е таа. Тоа би барало од Кајри, значи во полн трк да влезе, да ги натера Бостон да треба некој да помогне, да се размести од позиција, И да може да има отворена тројка. да може да има отворена тројка. И пак ќе кажам, ети со самото тоа што Далас не очекувам во наредната да шутираат толку лошо за тројка. Мислам дека може да биде поинтересна втората. Не, би требало. И сега, Секој случај. јас во секоја серија, и како неутрален, и како субјективно ако гледам, сакам првата да ја добие гостинот. Затоа што по дефолт си викам домаќинов знаеш ки ги изгази во втората, ама еве сега Бостон прегазија Game 1 и ако не се вратат Далас да израмнат во втората со 2-0 дома, Абе добро, ќе се бидете- бива, све е Добро, можно да. сега, али и плейофов имаше и луди камбекови и да. Минесота водеа 2-0, па губеа 3-2, па се вратија со Денвер. Тачно. Така да и Далас, кој очекуваше 3-0 над Минесота дека ќе отидат. Така да малце фали, брат. Ете, у таа серија, у трета четвртина, која се вратија на -8, пример, Далас, Кајри имаше, усвари не на -8, а -11, нешто така беше, Кајри исто отворена тројка промаши, па на -8 исто имаше некоја изгубена топка, ми се чини. Значи, малце треба у тој Ти ги у тој гледаше ран, у тој на налет. арена, ги гледаше ти, Да. кај што, нели, звукот треба да дојде кај нив во студио, да Не се бе, слуша. во живо беа, брат. Не, ако во живо, ама... Не, Таму се? един таму се у Бостон са. Аха. Да, Па еден кажи Николе ми, се у Бостон и имаше една легендарна, веќе стана легендарна изјава, вика, у серија која беа Бостон на почеток, вика,
вода nije u ušima Даласа, вика вода е преко главе. Добро. Еден царот. А кажи ми, кажа Таму нешто таму за Буинг, пример, цело време го свирка Кајри. Кажуваа на почетокот Буинг демек, ама не е толку лабави Буинг има демек. Го свиркаат, вика цело време, ама лабаво. Добро го свирка, тоа сам да те прашам дали мислиш дека нешто тоа има На него? утицај на него, ама Не. или од проста причина што желбата, што сака да се Ама да се покаже. тоа пример во Нула од бидите 13 бил од кога си отишол од Бостон, тоа знаеш? што 0-13. Против Бостон, кај нив. Еј да. Да. Нема тепано у Бостон Нема од кога си тепано. отиден. Не. Што збориш? Бе? Да, таква статистика видов. 0 од над 10 беше. Аха. Не го знаев ова. Што сега да кажам, ми кидна мислата. Не верувам дека Дека е добар играч. навијачите Не верувам дека навијачи имаат врз него влијание. Тоа ми беше мојавето, дека мислам дека во таа желба да се покаже еве сум сега, ја ќе ве скинам, ќе ве утепам едно друго, дека можно е да изгори во желбата, за узврат што ете на Порзингис му се поклопија коцките да не е фатен во целата таа фама, затоа што он беше повреден целото време. Да. И влага од клупа, не се очекува многу да има камбек, нели? Да, не се очекуваше Не од се него ништо. очекуваше ништо, он зема и испали. Добро, на Кајри имаше хајп доста сега, да, што ќе направи. Да. Ама ќе му спласнат емоциите и да му е од тоа. Кајри усрету оние што ги прават сайдлайн за време на тайм-аут и му доаѓа репортер, Интервју? како прашува, да, што мислиш за свирежите едно друго. Као, дај не ме замарај се, губам, нервозен сум, ти ме прашаш башка за ова. Леле, ја да сум таму, многу јаки казни ќе јадам. Ќе ме фатат некад на минус 14, На нервознија го ги 15, вадиш, да. нервозно. Фадиш го изгризаш микрофонот Све таму. ќе на- отерам, Рррр, не. напред. А нема врска, ништо не се кажува у тие. Многу лошо, само сметаат тие, Дебилна брат. работа. Ќе отиде, ќе Ќе дае ти ја некој стави тројка, утакмицата некоја у толкава битна, коцкичка. да. Ќе закуца некој јако а таму ја слушаш ова, како се чувствуваше ти Да. сега кога овие те свирка. Тоа е мизерија, не знам. Они демек сакаат да попунат програма, да има нешто поинтересно, Да а го одзимаат нашминкаат, од ваквото, па како ја што одзимаат. сакав со Ама тоа на тайм-аут се студиото. прави, брат. Ама на тайм-аути имаш режија кај што цела сала ја гледаме. Ама тогаш се рекламите, бе, друже. Не бе друже. Тогаш се Абе зимаат 15 парите. секунди салата ја гледаме само цела. Немаш ништо, дај го тогаш интервјуто као што усред утакмица не се даваат интервјуа. Да. Шминка е. Тоа без никаква додатна вредност за нас како фенови. Да. Ама, ете, се... Како фен имаш ти дома? Ја имам Philips. И е добар, да. Ја треба да осменам и викам на жена ми цело време иди купи нов фен. Ти саеше машинка да си земеш, ме прашуваше. Да, и Филипс и машинка Ако сакате вака добро обликувана брада, Еве. со по некоја дупка тук и таму, доматинец. Јас сум ми со брадата, не сме Да. со густи бради. Него, еве сега собравме за вино, имаме 3 пакета вино у магазин, него ете за машинка за бричење некој ако Еј, се абе, најде. ај кажи им што И за воведовме. кафе, и за кафе некој сега исто. За вино имаме, за 3 пакета Ама кафе. како би ни помогнале, кажи им. Да, бидејќи отклучивме монетизацијата, дечки, нели, на YouTube имаме сега можност на YouTube отворивме можност да се зачлените како мембери, како членови на нашиот канал. Има таму ќе видите 3 различни левели на поддржување, Маријачи, All-Star и Gold, така да ви одберете кој сакате да бидете, колку сакате поддршка да ни пружите на нас, би ни значело. Го правиме подкастот од љубов и пред се за вас да имате да гледате контент за NBA на македонски. Така да видете, проверете за што станува збор, станете мембери и има и кој сака еднократно, пример да не поддржи, супер тенкс. Така, тоа е као Да, во коментарите коментар тоа може. Да. И ете, кога е би се задржале, би осврнале повеќе внимание на тие коментари, пример или Да, и од ќе мемберите добивате, исто. ќе добивате приоритет во коментари, ќе одговараме на сите ваши прашања поставени од мемберите, така да имаме некоја поголема комуникација со вас сакаме. Само да не бидат премногу интимни прашања. Добро, Game 2 што очекуваш? Ајде? Game 2 е во неделја. Да, Неделја. точно. И сви сте ту. И Кајри ќе се појави у неделја сигурно.
Па нема друга опција. Да, нема друга опција. Очекувам да продолжи традицијата во овој плейоф, Game 2 да зима Далас. Многу сакам да не биде џабе станувањето у 3 сат навечер. Ете и фановите ми пишуваат после сериите таму на Бостон кога отидо на 2. Сега може да се легне. Да. Така да, ако ништо друго, бар да биде тесна утакмица, очекувам да биде тесна до крај и да не се легне после трета четвртина. Да. Кога ми пиша на почеток на четврта ти? Почеток на четврта, мислам нека Тейтум беше 19 нешто и викам дај бе барем некој 4-0, 6-0 ран, нешто да ме остави да поседам. Ја те пратив на спиење и втора. 29 кога. Да, рече, не, викам чекај, ама у втора на крај малце намалија? Намалија на 21. Да, знаев дека ќе има малце ефорт за да се вратат. Да не биде вака, да не биде вака, пошто некако во ниедна посем трета, посем тој ранот, не помислив дека... Тейтум на 7 минути негде даде еден джампер и отидоа 27 пак, 22 и викам толку е пепел. Да. Ништо како што кажав, очекувам по динамична игра од Далас и побрзо да влагаат во сетот и во нападот. Што и да се прави по динамично, побрзо. И тоа веројатно е многу добра тактика, да видиме дали Джей Кид ќе гледа подкастот. Да ја зима топката. Да, ако не гледа е поздрав од Джейсон Кид. Ако некој го знае, нека му го прати вако. И кажете му и да донира пример. Он би можел и да не појача. Да. И ама да, очекувам да е по динамично сето тоа. Добро, не знам што друго може да искоментираме, може ти да ги поканиш утре да поминат кај... така. Да, утре е сабота, во 17 часот, ствари, значи 5 сат во аеродром, позади 3 бисери кои се од аеродром, повелете на турнир 3x3, ќе се игра на Патрик игралиштето, ќе бидам јас водител, Стевче ќе биде у комисија, таму ќе има и Slam Dunk контест, така да ќе биде интересно. Ќе има и награди за гледачите, кој ќе биде најхрабар да се пријави таму, може да дојде да крене 2 прста, ја ќе го повикам и да се дружиме едноставно. Ако кажете дека гледате од клуба, може преку ред ќе избере. Да. Кој ќе ми покаже дека има subscribe на од клуба, добива преку врски нешто. Така да се гледаме утре на турнир кој ќе дојде, ако не се гледаме после Game 2, ќе бидеме поредовни на финалево. Па не, финалето сите ќе ги истераме. Да. Сакаме да се уеме вака кратко, ама сладко. Да. После секоја утакмица. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ајде. Се гледаме, дечки. Поздрав.